Градоначалникот Николчо Илиев и представници од Агенцијата за стопанисување со стамбени деловен простор им ги доделија клучевите на 43 станари кои од денеска ќе живеат во новоизградената социјална стамбена зграда лоцирана во населбата Драчевик. Во оваа прилика градоначалникот Илиев најави дека во текот на наредната година во непосредна близина на двете ќе започне со изградба уште една трета социјална стамбена зграда. Денеска имаме прилика да поделиме 43 клучеви, 43 стана. Да не очајуваат оние што не добија, да бидат трпеливи, бидејќи во разговорите денеска со раководството на акционерското друштво добив информација дека во проекциите за следната година е влезено веќе проектирање на нова зграда со 34 станови и дека веројатно во колку се стигне на време дека и почетокот на градбата веднаш до ова зграда ќе почне во наредната година изградба на новата зграда. Општината продолжува со решавање на проблемот со стамбено прашање на социјално ранливите граѓани на Кочани. Нове потек се планира изградба на детско игралиште и детска градинка, се со цел да се создаде урбана средина со современи услови за живот. Непосредно до овие згради во наредните неколку денови ќе почне изградба на детско игралиште, едно од 4 кои што се предвидени во општината, што значи дека овие млади луѓе, овие дечиња тука ќе имаат веднаш и простор каде што ќе го користат слободното време и ќе можат безгрижно да уживаат во овие убавини. Исто така, за оплеменување на овој дел, како што знаете, веќе се работи на изградба на пристапниот пат и целата друга инфраструктура. Почнува со градба и детска градинка во непоследна брзина, што значи дека овој дел ќе добие еден сосема друг изглед со целокупните содржини кои што ги има. Изградбата на новата социјална зграда ја потврди и Маријан Хаџиевски од секторот за изградба на стамбени деловен простор, кој најави дека се очекува истата да биде готова за година и пол. Веќе сме во постапка и за уште една зграда. Убаво е тоа што Министерството за транспорт и врски смогна сили да ја заврши целата постапка за доделување на станови на социјално загрозените луѓе. Нека не очајуваат тие што не добиле во оваа прилика. Следува уште една зграда со 34 стана. Во наредната година се планира да започне изградбата на толкава зграда, ќе биде негде година и пол, така да тоа не е голем период, голем рок, за да може да се заврши и пак да присуствуваме на еден ваков убав настан. Директорот на акционерското друштво за стамбени деловен простор изјави дека и во иднина ќе продолжи грижата за социјално загрозените семејства во сите сегменти на квалитетниот живот. Акционерското друштво за стопанисување на стамбени деловен простор во соработка со Министерството за труд и социјала и Министерството за транспорт и врски дека размислува на нив и има кој да се грижи и во иднина ќе градиме нови станови каде што ќе им излеземе на нивните потреби и нивните желби за конечен кров на главата ќе бидат решени. Градоначалникот Илиев најави дека општината работи на решавање на проблемот со старата касарна, како и изградба на нова комерцијална зграда на местото на сегашниот руиниран објект на управата за јавни приходи, проект кој исто така се реализира во соработка со акционерското друштво за стамбени деловен простор.